Има интерес за аплицирање на трета доза вакцини за лицата кои првите две ги примиле од кинеските Синофарм и Синовак, вели вакциналниот координатор за Штип Дијана Коцева-Миланова. Вчера има промена на одлуката на Комитетот за имунизација. Оние граѓани кои се имаат вакцинирано со Синовак и со Синофарм, има дозвола да се вакцинираат по 3 месеци истечени од примањето на втората доза. Бидејќи сондажата на антитела покажала дека овие се помалку ефикасни вакцини и дека треба дополнително да се засили имунолошкиот одговор. Веќе веднаш по објавувањето на таквата одлука, заинтересираноста е голема и се јавуваат граѓани од денес во поголем број. Најголем интерес за трета доза имаше во Штип, а граѓани доаѓаа да се вакцинираат уште со самото отворање на пунктот. Да, сега се вакцинирав трета доза. Да, лично мое да се вакцинирам, беше, вакцинира се, седам сега пропис од 10 минути, слободен сум после. А претходно со кои вакцини, со која вакцина се? Синовак, кинеската сега е Pfizer. Треба сите да се вакцинират за заштита од ковидот, за нашето здравје и за децата за здравјето. Идентично е и во останатите општини во регионот, каде интересот за трета доза е многу поголем од интересот за прва. Интересот за трета доза во моментот е многу повисок од колку интересот за прва доза, а тоа ни го потврдува уште еднаш фактот дека оние луѓе кои што сакаат да се вакцинираат со прва и втора доза, сакаат да се вакцинираат нормално и со трета доза, односно сакаат да се комплетно имунизираат. До овој момент имаме некаде околу 50 пациенти вакцинирано со трета доза. До сега со една доза на вакцина против COVID-19 вакцинирани се 49,4% од населението над 18 годишна возраст. Во источниот регион, најголем опфат на вакцинирани помеѓу 50 и 60% од населението има во Штип, Пробиштип, Берово и Пехчево. Опфатот со вакцинација во Свети Николе, Кочени, Виница, Делчево е помеѓу 40 и 50% од населението. Сите оние кои се вакцинирале со Pfizer, AstraZeneca или Спутник, трета доза може да примаат по истекот на 6 месеци од апликацијата на втората доза.